Тоа се студентските протести. Тоа е законот, во основа законот за педагошки факултет, кој што со своето носење предвидува албанците да се школуваат наставничкиот кадар на албански јазик на педагошки факултет во Скопје. Тоа е конјунктурниот момент кој што го промовира Бранко Црвенковски, нели денешниот идеолог на Мицковски. И и неговите албански партнери кои што тогаш беа и помали и по небитни во политичкиот спектар. Значи, но агендата ја има и таа 97 година. Значи, јас со една студентска структура, Мирјана Китановска, Димитар Димовски, уште една екипа таму од педагошки факултет, застанавме на позиција и ден денеска сум убеден дека е исправна позицијата, не отстапувам. Значи сега мечка станува збор за 25 години подоцна, 4 век. Сум имал доволно време да размислам дали правилно сум постапил. Кога правам анализа на тоа време, зашто сме се спротивставиле? Ние кажавме, ова не е борба за јазик, ова не е борба за образовни права, ова е политичка борба со крајна цел освојување на територија. И тоа се случи 4 години подоцна, во 2001. Тоа го лоцира СДСМ и нивните безбедносни структури како проблем и го отвара досието.